Денес во третата епизода на Искрен ја обработуваме смртта на еден од најпознатите автори на стариот континент. Смртта на Едгар Алан По. Како што кажа, денес ќе обработуваме чудната и мистериозна смрт на Едгар Алан По. Оваа епизода ќе биде многу бизарна, можам да речам, и јас мислам веднаш да влеземе во содржината и да не одиме лево-десно. Едгар Алан По е роден на 19 јануари 1809 година во Бостон во двојка на актери Елизабет Арнолд По и Девид По Џуниор. До третата година на неговиот живот, двата родители му биле мртви, а кудриот По бил донесен во Ричмонд, Вирџинија, да живее со неговиот претпоставен кум Џон Алан. Во 1826 година, По се запиша на универзитетот во Вирџинија, каде бил одличен студент. Иако Џон Алан беше богат трговец со тутун, тој исто така беше тежок човек кој го испрати По на училиште со помалку од 1/3 од потребните пари. За да се обиде да го надополни недостатокот, По започна да се коцка. Како што можете да очекувате, оваа стратегија не се исплатеше и до крајот на неговиот прв семестар По беше толку сиромашен што го гореше мебелот за да се стопли. Во тоа време, Алан всушност бил лут на младиот студент за коцкањето, додека По исто така бил вознемирен од неговиот кум, затоа што одбил да придонесе повеќе за неговото образование. Без други опции, По беше принуден да го напушти училиштето. Така започна бурното време во животот на По. По враќањето во Ричмонд, По откри дека неговата вереница Елмира Шелтон се верила со друг маж. Очајно, По се пресели во Бостон и се пријави во армијата на САД да се издржува за да може да пишува. Неговиот кум сепак потоа го купи и излезе на По од војската, што очигледно беше нешто што можеше да го направи. Немајќи каде да оди, По се обиде да ги побара роднините на неговиот татко во Балтимор, каде што веднаш беше ограбен од двајца од неговите вртучеди. Конечно, По падна под крижа на неговата тетка Марија Клем и воспостави некаков изглед на стабилност. По започна да објавува песни. Околу времето кога се пресели кај својата тетка, По исто така започна да објавува раскази, од кои едната победи на конкурсот што ја зголеми неговата репутација и доведе до уредувачка позиција во јужниот литературен гласник во Ричмонд. Среќата на По конечно се сврте. Покрај новооткриената приличност во кариерата, По се заљуби во девојка по име Вирџинија, а таа Вирџинија беше неговата братучетка. Уште почудно, Вирџинија имаше половина од својата возраст. И покрај овие околности, По и Вирџинија се венчаа во Ричмонд во 1835 година, кога По имаше 27 години, а Вирџинија имаше 13 години. Иако нивниот брак беше среќен, тој исто така во голема мера беше погоден од проблеми со пари. По продолжи се движи по источниот брег собирајќи различни работи за пишување, но сметајќи дека речиси невозможно да се обезбеди соодветна екзистенција. Кога неговата прва збирка раскази, приказни за гротеската и арабеската, која содржеше неговата позната приказна Падот на куќата на Ашерот, за прв пат беше објавена во 1840 година, платата на По не беше ниту во пари, туку наместо тоа 25 копии од сопствената книга. 5 години подоцна, во 1845 година, New York Mirror ја објави песната на По Гавранот, која го катапултираше до национална слава. За краток период По конечно живееше релативно удобно, меѓутоа во животот на Едгар Алан По трагедијата никош не била далеку. Во зимата 1847 година Вирџинија почина од туберкулоза на 24 годишна возраст. По беше уништен, а литературните критичари претпоставува дека самиот По ќе умре наскоро. За 2 години ќе се докаже дека тие биле во право. 1849 година се вели дека По добил дива треска, најверојатно поврзана со алкохол. Меѓутоа, до летото тој се врати на трезвеност, назад во Ричмонд и назад кај својата прва вереница Елмира Шелтон. Наскоро и повторно се верија со планови да се венчаат, откако По се врати од бизнисот во Филаделфија. На 27 септември По го напушти Ричмонд со брод, застанувајќи следниот ден во Балтимор. Следните 5 дена местото на По не е познато. На 3 октомври По беше пронајден вработен во Балтимор Сан, Џозеф Вокер, во заблуда, неподвижен и облечен во излитена облека. По беше открит во дворот од јавна куќа што се користеше како избирачко место. Тропнувајќи на смртната врата, По беше однесен во болницата во Вашингтон Колеџ попладне. По претпоставка дека пијан, слабиот и уморен По бил донесен во специјална просторија резервирана за пациенти болни од интоксикација. По никогаш не се освести целосно за да може да детализира што се случило со него. Доктор Џон Моран и напишал на тетката Марија Клем дека последните денови на По били исполнети со, цитирам, празен разговор и кажувајќи дека гледа спектрални и имагинарни предмети над зидовите. Лицето му беше бледо и целото негово тело натопено со пот.
На 7 октомври 5 часа по полноќ, на 40 годишна возраст, Едгар Алан По почина. Некои извештаи тврдат дека тој го искористи својот последен здив за да каже: Господи, помогни на мојава сиромашна душа. Официјалната причина за смртта беше френитис или отток на мозокот. По беше погребан на гробиште во Балтимор 2 дена подоцна во гроб без ознака, со мала церемонија и ништо повеќе. Заради тоа што По не бил во можност да објасни што се случило и фактот дека не била извршена аутопсија, постоја многу теории за тоа што се случило со познатиот поет. Денес ние ќе ги разгледаме најинтересните теории. Па без подолго одлагање можеме да влеземе во теориите. Мојата прва теорија дека Едгар Алан По почина од синдром поврзан со алкохол, како што се дипсоманија, алкохолна дехидрогеназа или делириум тременс. По имаше проблем со алкохолот. Не само што веројатно се бореше со алкохолизмот, туку се чини дека тој беше генетски предиспониран да не може да се справи со алкохолот. Според Крис Семпнер, соработник на По, документирано дека после чаша вино тој беше камен пијан. Неговата сестра го имаше истиот проблем. Се чини дека е нешто наследно. Некој велат дека френитисот може би бил вообичаен ефемизам за учтиво припишување смрт на алкохол. Неколку месеци пред неговата смрт, По имаше травматично искуство откако се разболи од пиење во Ричмонд. Според биографот Сузан Арчер Тали Вајс, лекарот на По очигледно го предупредил дека друг таков напад ќе се покаже како фатален. Ова може да придонесе тој да стане активен и гласен член на движењето за умереност во текот на месеците пред неговата смрт. Ако По паднеше од вагонот за време на неговото 5-дневно исчезнување, тоа можеше да објасни вулканата состојба кога беше пронајден. Втората теорија дека По бил фатално претепан, може и после пиење. Бидејќи По се опијанувал само по една пијачка, тој ќе беше лесна цел за бандите. Навистина, ако По беше претепан и ограбен, тоа би објаснило неговата излетена состојба на облекување, бидејќи за По не се знаело дека носи порталава, ефтина и несоодветна облека. Постоја дури неколку теории дека потенцијалното тепање би било поради жена. Биографот Оукс Смит во една статија од 1867 година напишал: По поттик на жена, која се сметаше себе си за повредена од него, По беше сурово претепан удар по удар од бандит кој не знаеше за подобар начин на одмазда. Добро е познато дека следела мозочна травма од тие удари. Во книгата на авторот евангелист Волш од 2000 година, тој тврди дека браќата на повторната вереница на По, Елмира Шелдон, го дрогирале По со алкохол и го претепале до смрт. Според Волш, трцата браќа на Шелдон го предупределе По да не се омажи за нивната сестра. Волш сугерира дека По успеа да стигне во Филаделфија, каде што браќата на Шелтон му поставиле заседа. Потогаш ќе се облече во излетена облека и ќе се криел. Волш тврди дека кога По се објавил да се прекраде назад во Ричмонд, браќата на Шелтон ќе го проненат во Балтимор, ќе го претепат и ќе го дрогираат со алкохол, знаејќи дека тоа ќе го направи смртно болен. Третата теорија дека Едгар Алан По беше жртва на купинг, насилна форма на измама на гласачите што беше исклучително вообичаено во Балтимор во тоа време. Купинг беше кога бандите киднапираа жртва и го принудуваа да гласа повеќе пати со различни идентитети. Оваа теорија има многу смисла, бидејќи ја објаснува зашто По не бил во неговата обична облека и зашто бил пронајден надвор од гласачкото место. Во тоа време на гласачите често им се даваше алкохол, откако гласаа како прослава. Поради генетската чувствителност на По кон алкохолот, ако бил принуден да гласа неколку пати, зашто морал да пие повеќе пијалаци, тоа би можело да објасни пијаната состојба во кој бил откриен. Биографот Инграм во доцните 1870-ти доби неколку писма што го натера да поверува дека на овој начин По се сретнал со својата смрт. Членот на факултетот Џонс Хопкинс Вилијам Хент Браун му напише на Инграм, велејќи, цитирам: Општото верување дека По бил фатен од една од овие банди и извлечен од дома насилно, зашеметен со алкохол, а потоа фрлен на улица. Четвртата теорија е дека Едгар Алан По почина како резултат на тумор на мозокот што можеше да го објасни неговото чудно несување во деновите пред неговата смрт. Иако По беше погребан во необележан гроб 2 дена откако почина, 26 години подоцна беше поставена статуја во чест на местото на неговиот гроб за време на која беше ископан ковчегот за да може да се откопува неговите останки. Работниците забележаа дека има маса што се тркала низ черепот на поетот. Во тоа време написите за вести објавија дека тоа е мозокот на По, исушен и стврднат во черепот, тврдејќи, цитирам: Церебралната маса не покажа знаци на распаѓање, иако се разбира таа е до некаде намалена.
Меѓутоа, ако наистина имаше маса што остана во черепот на По, веројатно немаше тоа да биде неговиот мозок, мекото мозочно ткиво би било првото што се распаднало по смртта на По. Многу е веројатно дека секоја маса би била тумор која би можела да се калцифицира и да затврсти по смртта. Сведоштвото на експертите исто така сугерира дека на По му било кажано од лекар на почетокот на животот дека верува дека По имал лезија на мозокот што ја објаснува неговата негативна реакција на алкохол. Значи така, со овие теории го завршивме денешниот случај за, да речем, чудната и бизарната смрт на Едгар Алан По. Со други зборови, на 3 октомври тој бил најден на улица бил најден од работник на Балтимор Сан. Кога бил пронајден, тој бил во делириум, што се вика, не бил свесен и кога го несле во болница, докторите рекле дека е пијан, го несле на токсикологија. Тој никогаш целосно не закракнал тоа. И на 7 октомври, 5 часа после откако го, тоест 4 дена кога го пронашле, на 40 годишна возраст Едгар Алан По починува. И мислам дека се треба да влеземе во теориите, односно да ги разгледаме и да си дадам мислење за тоа што мислам за која теорија е точно по мене. Прва теорија беше дека Едгар Алан По починал некој синдром поврзан со алкохол или затрување од алкохол. По целиот негов живот имал проблем со алкохол, односно тој после една чашка алкохол бил потполно пијан и тоа би можело да му направи големи проблеми. Пишува тука дека било документирано дека после една чаша вино тој бил камен, што се вика, и неговата сестра што така го имала тој проблем, и од тука може да се заклучи дека тоа било генетски. Втората теорија беше дека тој бил претепан до смрт откако бил пијан, нели, тој бил со една чаша може да се опијани, така би бил лесна цел за некои банди што се вика на улицата да го претепаат. Има нели еден артикл во 1867 година што вели дека По некоја жена го видела дека По бил многу тешко претепан и после тоа време нели го нашле, значи таа констатира дека тој бил претепан и затоа умрел. Така за оваа теорија мислам дека тоа е све што треба да кажеме. Третата теорија беше дека Едгар Алан По бил жртва на купинг, односно дека некои политичари го претепале за да гласа за нив. Нели, купингот бил многу распространет во Америка во тоа време и генгстерите што се заминавале со тоа, ќе го киднапирале и подоцна го претепале за да гласа за нив. Ова теорија, нели, има многу смисла и објаснува зашто По не бил во својата нормална облека, туку тој бил во прљава валкана и стара облека. Тоа не било карактеристично за него, нели, тој никогаш не се облекувал во стара облека. Четвртата теорија беше дека Едгар Алан По починал од тумор во мозокот. Тоа може да го објасни, нели, неговото чудно понашање претходните неколку дена пред неговата смрт. Нели, По бил закопан во необележен гроб, тоест гробот бил без име и не се знаело точно каде е закопан. Подоцна, нели, била статуа издигната за да се обележи неговиот гроб и му била направена, нели, проверка на костите. И подоцна се открива дека имало некоја маса во мозокот, но сепак се вели дека, нели, ако имала таква маса, таа првин би умрела и ако веќе коските били останати, масата, неговиот тумор ќе бил, нели, исчезнат од неговиот мозок. Најпрвин он ќе исчезне од туморот, а после неговиот мозок. Така, значи, исто така експерти велат дека По му било кажано порано во неговиот живот од доктор дека По имал лезија во мозокот и тоа би го објаснило, нели, заради таа лезија во мозокот тој не можел да поднесе алкохол. Нели, затоа оваа теорија и првата теорија би можеле да бидат поврзани. Што се однесува до мене, мислам дека сите теории имаат голема шанса, да речем. За разлика од другите случаи во Scared, овие теории мислам дека секој од нив може да биде точна и секој од нив има нешто поврзано меѓу нив. Така да, тоа е се од мене, можам да кажам. Со ова завршуваме третата епизода на Scared. Следете на Instagram и Facebook за повеќе информации и можам да кажам пријатно се гледаме во следната епизода на Scared.